си биле една баба и еден дедо. Биле многу сиромашни. Имале мала кукичка и еден конј. Конјот остарел, па еден ден бабата рекла: Дедо, продај го нашиот конј и замени го за нешто друго. Потоа ја исчистила шапката на дедото, му ја ставила на глава и го бакнала. Дедото се качил на конјот и тргнал на пат. Многу се сакале дедото и бабата. Да, и многу се почитувале. Дедото одел по патот и по некое време сретнал еден човек кој покрај себе водел здрава, права крава. Сакаш ли да ја замениме твојата крава за мојов конј? Предложил дедото. Не знам, се мислел човекот. Ајде, пријателе, конјов вреди многу повеќе, ама сакам да го заменам за нешто друго. Човекот најпосле се согласил и ја направиле замената. Дедото продолжил по патот, водејќи ја кравата. Кога сретнал човек кој имал овца со убава бела волна, си помислил: ми сакал да ја имам овцата. Полесно ќе биде да се грижиме за овца, отколку за крава. Потоа гласно рекол: човеку, сакаш ли да ти ја дадам кравава, ти да ми ја дадеш овцата? Човекот без збор се согласил. Не му се верувало колку добар пазар направил. За овца добил крава. И се вратил дедото дома? Не. Продолжил понатаму. Одејќи по патот, здогледал човек кој водел крај себе дебела гуска. Колку бели пердуви, си рекол дедото. Бабата постојано велеше: кога би имале гуска, еве гуска. И дедото ја разменил овцата за гуската. Кога стигнал на пазарот, здогледал една прекрасна кокошка и ни две ни три ја разменил гуската за кокошката. Доцна попладнето, дедото се изморил, а и огладнел, па влегол во една кафеана да руча. Таму го видел газдата на кафеаната како носи полна вреќа со скапани јаболка. Со еден збор газдата му ја дал вреќата на дедото, а во замена ја зел кокошката. Чуден дедо, што ќе му се скапани јаболка? И двајца богати луѓе кои седеле во кафеаната со чудење го прашале дедото: што планираш да правиш со скапаните јаболка? Дедото им раскажал што се направил дента. Како конјот го заменил за крава, неа за овца, овцата за гуска, а оваа за кокошка, и како сега е време да се врати дома кај бабата. Едниот богат господин му рекол: што ли ќе ти направи бабата кога ќе се вратиш дома? Тешко тебе. Не, рекол дедото. Бабата е моето богатство. Ке ме бакне и ке ми рече: дедо е секогаш во право. Да се обложиме во кесе со златници, дека ќе биде многу лута, предложил вториот богат човек. Да се обложиме, рекол дедото, и сите тројца тргнале кон кукичката на дедото. И? Здраво, бабо, го заменив конјот за крава, рекол дедото. Браво,
ке имаме млеко, го пофалила бабата. Кравата ја заменив за овца. Уште подобро, од волната ке ти сплетам джемпер, рекла таа. Ама, овцата ја заменив за гуска. Обаво си се сетил, рекла бабата и го бакнала. Но, тоа не се. Гуската ја заменив за кокошка, продолжил дедото. Одлично, ке имаме јајца, се израдувала бабата. А неа ја заменив за вреќа полна со скапани јаболка. Не ми се верува, дојди да те гушнам, рекла бабата. Побарав едно јаболко од соседката, ама таа не сакаше да ми даде. Сега јас ќе ја дадам целата вреќа со јаболка. Богатите господа гледале, слушале и не им се верувало. Се фатиле за глава. Ова е чудо! Се подлабоко да паѓаш, а сепак да си секогаш среќен, извикале и му го дале на дедото кесето со златниците, не жалејки што го изгубиле облогот. Ви реков јас, злато имам дома, се израдувал дедото и ја бакнал бабата. Баш убаво. Станале богати само заради тоа што бабата велела дека дедо секогаш е во право. Кога луѓето се сложни и кога се сакаат, чуда можат да направат.